Драги гледачи, се наоѓаме во селото Вирово, во општина Демирхисар, каде што позади нас се наоѓа еден вир или по народски кажано валајца. Овие валајци служат за перење на разни јамболи, кебиња и други работи кои што порано, но и сега се употребувале во домаќинствата. Наш соговорник е Серебре Матевски од селото Вирово, кој што моментално живее во Крушево и кој што еве денеска имаме навистина една чест и можност да не запознае со овој традиционален начин како нашите предци, но и сегашните генерации, како што имаме можност да видиме, перат на еден ваков навистина интересен начин. Господине Матевски, пред се благодарам што одвоивте време и што ќе ни го покажете овој навистина редок процес на перење, како што кажав, разни кеби, јамболи и така натаму. Значи, прво да почнам дека овој занат е стар скоро 300 години, од памтивек, од дедо, предедо се работело во село Вирово, значи се збирале јамболи од цела околија, од цела Македонија, да речем, па и од Балканот. Тука се валале, значи ова е вир за валање јамболи и сега во ново време само перење, пошто нема никој над кај поќе, а има суба валајца, покасно ќе ви ја покажеме, ќе ја видите. Таа е за клашни или шајаци, ние ги нарекуваме, за алишта старовремски порано. На почеток, за тие што не знаат, што е валање, што е перење? Значи, валање е кога јамболијава ќе се искај и таа се валат овде да добијат мекост. На истиот начин, како што сега? Да, на истиот начин, само таа е подолго време, подолг процес. Колку време трае тоа валање? 5-6 сати, 10, зависи од волната, зависи од колку треба да биде ширина, должина. Значи се вала во овие дрвени кади што ќе имаме можност да ги видиме. Вир, тоа е вир. Така. А перењето? Перењето исто тука се врши сега во поново време, не остана само перењето и останав уште малце луѓе во Вирово што работиме со оваа работа. И периме јамболи, кебиња, килимчиња помали, јоргани, таква работа. Значи претежно што се вика од хоби, од мерак да речеме да се продолжи традицијата од нашите дедовци, татковци и прадедовци. Но исто така на друго место овие јамболи, овие волнени работи не може да се испере толку добро како што може тука. Како што ќе испери валајцата, не може никој да ги испери. Значи не постои таква машина. Значи германците не може да измислат таква машина, јапонците, како што ова природна машина за перење на јамболи на ке. Нашите предци, нашите стари знаеле што прават. Да. Значи сето било рачно изработено. Сето е рачно изработено. Колку е стар овој вир? Па овој вир тие се обновуваат на секој 10 години, а и стар е преку 100 години сигурно. На ова место постои преку 100 години. Кој се може да пери тука? Дали во собственост некоја приватна или во село? Па се во приватна собственост, во договор со собственикот на вирот може да пери кој сака, да дојде да се испери. Еве има овде на стрешница да поседи, да се напија, да одмори, значи природа невидена е, значи убавина. Да, навистина имаме прекрасна природа тука околу нас. Сега ќе можеме да го видиме процесот како се перат овие јамболи и кебиња. Што е ова што носите сега? Ова е сега ние ложник го викаме. Или дифтик без реси се овие. Имате едни со реси тука дифтик. Тие служат за покривање како кебиња или за друго нешто? Тие служат, овие претежно се постилат на кревет, на земи, може да се постилат, овие се користат за спијање во зима. Значи поубо нешто од волната да се покриеш во зима немат. Значи старите знаете дека во волнени алишта оделе и само со тоа се користели, затоа биле и поздрави и подолговечни. Ајде да погледнеме како изгледа процесот на перење. Еве сега од кон вирот. До вирот да ги несиме. Потоа се распружуваат, малце се растресуваат вака, па се фрлат во вирот. Колку може да собери овој вир вакви кебиња, јамболи и така натаму? Сега водата после бесенско време, напролет може 6-7 да ги врти. Сега послабе малце водата, ќе кламе помалце. И колку време трае таа процедура на перење? Па, пола сат отприлика. Од 15-20 до пола сат. 15-20 до пола сат. Затоа викам сега есенско време малце послаба водата. Али може да се принаврати уште малце, ама доволно е за да се испера, доволно е. Значи тука сега се со овие дрвени канали се носи водата од некој извор? Водата
од рекава. Ова е горе јас. Значи горе има вренгија, на реката вренгија се навраќа водата, течи по јазов и по букава и по вирот иде. Така. Дали се прави од некакво специјално дрво, посебно дрво или? Може да биде дап и бука. Претежно дап и бука. Претежно дап и Да. бука. Ова се вика бука, порано се прави од бука, па и ова од бука е, букава. Буката е најистрено дрво за валајците? И буката и дабот, буката, дабот е поистрен. Само треба да, знаеш, да биде во вода, ако се суши нон стоп и водено, побрзо скапуваат птиците, овака, да биде нон стоп во вода да биде. Гледаме дека се наместени на мало растојание од 2 до 3 сантими овие штички. Тоа значи дека водата која што е валкана да излегува. Водата да може да бега водата, да. И да нема да врти тако. Ако не бега водата, нема да врти вирот, ќе лежи водата. Да, како што каже, ова е природна центрифуга за перење на... И потоа водата истекува низ овој канал. Се тече и пак си оди во реката. Ќе се спои во истата река, кај што е навратена во истото. Може да пробам јас едно оставам? Може, како не. Ова што е? Малечко е ова нешто? Тие диплиња се. За приличење. Тие се за настол, за седење. Значи само се ставаат вака, Да, и си се врта, си се пере. а јамбулијата, ова голема. Емболија, някаква го ти може нема да ја врти, като ти слаба водата. Така. Кога е најдобро, најака водата за перење? Па во мај месец, мај јуни. Мај јуни е најубаво. Сега сме август, веќе поднамалене водостојот. Намалена, има уште да навратиме вода, ама доволно е за да може да се испере. Ако се валат, да речеме, како што ви кажува порано, како што валавне, треба букава да биде скоро полна. Да течи вода, да мават, да имават 5-6 сати, 7-8, зависи тоа. Хемиски средства не се употребуваат, така? Ако сакаш, можеш да употребиш прашак, ама нема потреба. Природно си е природно. Природно, да, и миризбата после кој ќе дај на природна, на вода, на чисто, на убаво. Кога ќе се покриеш со неја потоа исперена, Кој ќе како се мирише? покриеш у бајна, да си наспиеш. Јас во зима шамболија спијам. Како целата природа да ја ставиш на себе. Да. Додека ова, како што кажаме, се наоѓа во ова природна центрифуга, што правите вие? Па си мараме тука. Тука гледаме едно летников чубаво. Летников ќе правиме салатичка по некоја ракија, се дружиме у бајна како. Без салатичи ракиче нема да се измија Па добро. нормално. Се знае па. Ајде да го видиме и тој дел тука. Ајде да го видиме. Ајде домаќине. Еве имаме еден интересен момент каде што со стап се става. За ваѓање. Добар ден, еве имаме можност да дојде и собственикот, домаќинот на овој вир. Како се вика да ни се представите? Јас се викам Душан Крстевски. Мило ми е што присуствувате на ова снимка што ќе ја направиме во селово. Да ве запознаеме со некои работи, ако ве интересират толку многу за селово. Да, нашиот соговорник Сербија претходно кажа дека овој вир е стар стотина и повеќе години. Многу години е ова, од многу години му, не 300, туку од кога знаеме ние, мислам и старите, се занимават селово со претежно на времето се занимаваше претежно со овој занаед. Овој занаед беше некаде 70-80% од селово се занимаваа. Доаѓаа тука од целиот регион? Не доаѓа, него селаниве одеа по градовите или по селата, ги збираа јамболиве, дифтици се ќе бина за перење на времето, шајаци, па ќе видиме и после ќе ве запознаеме и со валајца за шајаци, да видите тие волнени работи како одат. А начинов на перењево е овој. Перењето појако од машина со многу. Колку време е обновен овој вир? од ваша Овај моментално е 4 години обновен, од кој 4 години. И така, ми текна мене како да ви речам, сето беше заостаено, сето водата, хидроцентрала имавме горе, јас имав и таму вирови. И овде од едни пријатели ми го дадо местово за да се послужам и го направив ова. Ова е единствениот вир што функционира во околинава? Има уште еден, село е, над село е тој, Кој се може да пери овдека вакви работи? кој сакат, кој ќе дојде нека испери. Не му забранувате? Нема да му забранувам, што ќе му забрануваме сега. Како што дал Господ, Не, како тоа што дала така, природата, природава даде се. И за перење. Па подобро е да се прашат. Оти повеќе и луѓе идат. Може ти да дојдат 10 души, кој ќе знаеме дека треба да има некаков ред. не ред да има.
Значи сега тие се исперени и се вадат и се ставаат Сега- таму да се сушат. Сега се перат, некаде овие ќе се перат пола сат. Ги вадиме, начинов на вадење може да го... Може да погледнеме како се вадат. Вакав е начинов, од другава страна е. Опа. Принципот е овој, за вадење. Ова е кукалка, е викаме ние. И дрвена и вадиме вака. Еве го принципот. Оп. Дали треба да постојат таму малку да се исцедат? Да се поивцедат, после ги простираме на жицата. Ете вака. Ова е начин. Колку се тешки овие водени јамболи? Овие водени јамболи се некаде може до 30 кила да бидат. А иначе се ова јамболија е сува 7 кила. Според традицијата, крали Марко на орото наместо шамиче водена јамболија вртал. Така. Дали може да пробам да извадам? Ајде да не повели. Сега ги оставам малку да се исцедат. И сега можеме да седниме да... Можеме да седниме во летниковче. Ајде, да се напијаме по една домашна ракија. Може. Таа е демирхизерска? Тука прави. Оригинал. Од што ја правите? Од грозје лозова е правиме ние ова ракија. Значи, ем што природно се пери и природно се лади. И ладењево еве го. Опа. Ајде другарчина да се освежиме малце. Значи, сега спружираме на... Сега спружираме на жица да се сушат. Гледаме дека има и повеќе други јамболи Да, кои што да. се сушат. Значи, Овие пратко се за некој веќе друг тука. наши се тие. Наши се. Мислам, ние што сме ги перили. Вака и дома спружираш налиште ли? Само на вино која? Не само на вирот. Дома забрано. Дома имам куќен помошничка. Дали има надеж и шанса да се продолжи овој занаето по младите генерации? Па не знам, се речеме деца мои да речем ги носам, знаат од колега во Дуле, детето и то знај да речеме ги ја знаа процедурава, ама малце потешко се. Да дај Господ да продолжи тоа и како што кажав, занаете старо дедо, прадедо, иначе никој не знае од кога е стар занаетот. Јас велам 300 година, може и поќе да е. Убав занат. Значи нашите фамилии сите од тоа живееле. Дедо, прадедо, татко ми, па јас сум порастен од тој занает. И куќи луѓето купувале, и возила, и селото изградено од тој занает. И прво село со асфалтен пат во Демирки Сарет Вирово. Сребре, ти благодарам за одвоеното време и што ни го покажа на вистина овој редок начин на перење на старите работи, традиционални тканини, јамболи, дифтизи, кебиња и така натаму. Ви благодарам и вас. Драги гледачи, тоа беше начинот на кој што порано нашите стари генерации, но и сегашните, како ги перат своите традиционални ткаени работи. Се надеваме дека ви беше интересна оваа сторија, дека дел од вас може би ги вратиме во времето малце назад, но исто така полагаме надеж дека идните генерации ќе го продолжат овој занает кој што имавме можност да го погледнеме.